Дали сме подготвени да ја отвориме вратата на иднината во нашите училници. Вештачката интелигенција ја менува секоја сфера од животот, од здравство до бизнис, но што се случува кога таа ќе влезе во образованието? На оваа тема утрово разговарам со професорот Кирил Барбареев од Факултетот за образовни науки при УГД Штип. Професоре, добро утро и благодарам што утрово ни дојдовте од Штип во студиото на Македонија на утро. Добро утро и благодарам на поканата. Поздрав на гледачите на Македонската радиотелевизија. Сакав да ја актуализираме оваа тема, бидејќи не може да се заобиколува вештачка интелигенција и образование. Па ајде да почнеме поред во однос на тоа како вештачката интелигенција може да му помогне на наставникот, на професорот во целиот процес. Па добро, мислам дека процесот на дигитализација во последните 30 години, процесот на глобализација кој што на некој начин се многу поврзани тие два процеси, процесот на индивидуализација го карактеризираат овој глобален свет во последните 30 години кој што направи сериозни, драстични промени на животот на луѓето и на квалитетот на она во која насока ќе се развиваат општествата и државите. И мислам дека сите овие феномени кои што сега се јавуваат, како што е вештачката интелигенција, која што е на некој начин еден силен фокус на она што представува информатичка технологија во последните 20 до 30 години, создава нови предизвици пред целиот воспитно-образовен систем и тоа е можеби момент во кој што огромни истражувачки заклучоци од огромни истражувачки центри заклучуваат дека тој процес на дигитализација може многу да го подобри квалитетот на живот во насока во која што ние ќе умееме тоа правилно да го примениме и користиме. Така. Дали според вас учениците и студентите би биле помотивирани ако учат со поддршка од вештачка интелигенција? Дефинитивно мислам да. Но тука треба да се биде многу внимателен заради тоа што станува збор за ресурс, за медиум кој што е поврзан со тоа како наставникот, односно како системот го подготвил наставникот и колку ние тоа знаеме да го примениме денес со учениците. И тоа зависи на која возраст, зависи за кои потреби, зависи за кои цели ние сакаме тие да ги реализираме. Еден познат педагог вели дека ние денес имаме можности како наставници, како еден огромен камион кој што секој утро се паркира како пред супермаркетите, да се паркира пред секој наставник и пред секој училиште во кое што нуди многу ресурси, нуди многу можности преку кои што може да се зголеми мотивацијата, може да се персонализира учењето, може да се помогне многу на децата со посебни потреби, може наставникот да најде многу ресурси, многу идеи, многу начини да ја приближи наставата и она кое што всушност представува цел за реализација во текот на воспитно-образовниот процес. Од тој аспект мислам дека можностите се огромни, може да се влијае многу, дефинитивно тоа се одразува на младите генерации кои што нивната средина е дефинитивно многу променета. Тие живеат со медиумите, родени се новите генерации со медиуми и тие сакаат повеќе такви мултифакторски, мултидимензионални аспекти преку кои што интеракцијата со нив е поврзана со повеќе медиуми. Дали имаме капацитет, ресурси, знаење да ја интегрираме новата технологија без да го изгубиме човечкиот допир во наставата? Тоа зависи од нас како систем и како општество како ќе пристапиме во начинот на имплементација на дигитализацијата и на вештачката интелигенција. Она што може да се види е дека се преземаат некакви чекори за постепен влез во воспитно-образовниот систем и тоа се добри чекори, но она кое што всушност останува е дека некои процеси мора да се одвиваат паралелно. Тоа кажува дека начинот на кој што ќе се подготвува инфраструктурата, условите за работа на наставниците, на учениците, наставните планови и програми кои што мора да бидат динамично, начинот на обука на наставниците, начинот на новата подготовка на иницијално образование и професионален развој на идните наставници и воспитувачи, почнувајќи од предучилишно, основно, средно образование, па и високо образование се предизвици кои што мора да се движат многу побрзо, многу паралелно со овие процеси со цел да можеме да ги фатиме оние чекори кои што како општество треба сериозно да пристапиме во она кое што вие го потенциравте, а тоа е етичката димензија и начинот на примена
промената на вештачката интелигенција. Бидејќи, гледайте, во воспитанието и образованието подлежи на принципи. Еден од најважните принципи, покрај многуте принципи, е принципот на свесност. Тоа кажува колку ние, како наставници, како професори, сме подготвени да ги освестиме учениците што е тоа што они го учат, зошто го учат, од каде го учат и колку тоа всушност на нив ќе им биде корисно во реализацијата. Тој принцип на свесност всушност ќе создаде кај нив критичко мислење, дека вештачката интелигенција е само ресурс до кој што тие всушност треба да стигнат до целта. Дека тоа не е моментот со кој што треба полесно да ги решат предизвиците со кои што треба да се најдат. Дека тоа не е моментот со кој што таа ќе ја заврши мојата работа. Од тој начин, тој момент како ние сега како возрастни всушност ќе почнеме да ги учиме и подучуваме младите генерации, на тој начин тие ќе почнат да ги прифаќаат и применуваат начините на користење на тие ресурси. Така. Сега ако зборуваме за користење на тие ресурси, тоа може да биде во учење, во креативност, во развивање на критичко размислување. Каде гледате како професор најголем потенцијал вештачката интелигенција да им помогне на студентите и на учениците? Видете, мислам дека во моментот вештачката интелигенција нуди многу можности на кои што индивидуално како наставник можете да се продлабочите и да навлезете во истражување на многу подлабоки процеси. Но тоа не треба да биде моментот во кој што фокусот кон користењето со учениците треба можеби да биде предоминантен во начинот на реализацијата на активностите. Тоа многу зависи од возраста и зависи од начините како одредени теми, како одредени содржини ние сакаме да ги представиме пред учениците. Например, одредена тема од одредени подрачја, дали е тоа историја, дали е географија, дали е природни науки, дали е теми од областа на медицината, на здравјето, на храната, многу е важно колку одредени теми се поврзани со реалноста и начинот на кој што децата го учат тоа во текот на денот. Бидејќи детето ако не го свати она што го учи, дека е корисно и релевантно за него, тоа станува момент во кој што тој учи заради друг, не учи заради себе. Тој момент е многу важен и тој не е толку поврзан со можеби вештачката интелигенција, туку е поврзан со начинот на кој што ние како наставници ќе умееме тоа да го представиме. И денес во овие предизвици пред кои што се соочуваат сите воспитно-образовни системи, не само во Европа, туку генерално во светот, еден од најважните ресурси на кој што треба сериозно да се работи е всушност наставникот. Бидејќи во оваа конфузија на информации, во оваа како да се нарече конфузија на и збунетост од секојдневно информации, многу поважно е како детето ќе се канализира, а тоа многу зависи од човекот кој што ги има методите на работа, кој што ги има вештините и техниките, како целото тоа да го представи. Споменавте и пред малку етичко користење, етичко употребување на вештачката интелигенција, мора и да се заштитиме од злоупотреба. Комуницирате и со вашите студенти, сигурно се отвораат и тие теми. Како можеме да ги научиме младите студентите, фокусот ќе го дадеме на студентите, да се употребува етички вештачката интелигенција? Начинот на кој што наставник... Каде тука и улогата на образованието и на улогата на образованието е огромна, бидејќи всушност таа го води младиот човек во она во кое што тој утре всушност треба да ја креира културата на воспитување и на образование. Тоа значи дека моделите од кои што учат учениците е многу важно како тие понатака ќе се пренесуваат во општеството, бидејќи всушност учителот е репрезент на културата, еден од најголемите фактори кои што влијае на менталитетот, на културата во општеството, најголем фактор е воспитанието и образованието. Од тука моделите на кои што учениците секојдневно се среќаваат преку начинот на кој што се пренесуваат содржините, преку начинот на кој што се разговара за секоја тема, за секој дел од секојдневието со кое што се соочува еден ученик, еден млад човек, тој всушност така гради однос кон општеството, кон државата и кон глобалниот свет. Една од најважните цели на големите организации, како што се УНЕСКО, како што се УНИЦЕФ, тие зборуваат дека доаѓа моментот во кој што ние треба сериозно да се фокусираме на тој пристап на доживотно учење, кој што е така наречено образование за одржлива иднина. Тоа кажува да
да учиме за да знаеме, да учиме за да знаеме да работиме, да учиме за да бидиме и за да учиме да живееме во заедница. И тоа е всушност начините на кои што многу општества пристапуваат многу сериозно во градењето на културата на идните граѓани кои што треба да бидат многу по-проактивни, многу по-активни, да го развијат концептот на подобрена комуникација едни со други, начинот на тимската работа, решавањето на проблеми, и тие всушност стануваат клучните фактори кои што преку образованието детето треба да ги учи секојдневно за да може да ги решава предизвиците и проблемите. Бидејќи животот е толку сложен што вие што и да учите, зашто и да разговарате денес, тоа е премалку за она со кое што ќе се соочите утре во реалност. А дали образованието има моќ, ајде така ќе го употребам тој избор, да како сега да се изразам, да ја искористи вештачката интелигенција за да повеќе ги мотивира учениците и од нив да го извлече потенцијалот. Ако ме разбирате, тука потребна е стратегија од страна на образованието на институциите, како максимално да се искористи вештачката интелигенција во корис на потенцијалот на учениците. Видете, јас мислам дека добро е што Македонија има Министерство за дигитализација. И тоа Министерство за дигитализација јас го гледам многу по-мултисекторски поврзано, особено со Министерството за образование и со Министерството за труд и социјална политика, каде што допира повеќе области од животот на луѓето, кои што треба да бидат многу по-проактивни во создавањето на тимови кои што на овие теми ќе разговараат секојдневно и ќе се решаваат тие теми за одредени области поврзани со младите луѓе. Таа тема е поврзана и со библиотекарството, со библиотеките. Тоа е срцето на училиштето, библиотеката, или библиотеката е срцето на општината или на градот, онаму каде што е, тоа е сушност образовен центар. Да. Некој смета дека, всушност постојат истражувања во кои што денес на формалното, неформалното и на информалното образование се мисли дека информалното образование, односно искуственото учење, некаде 70% од тоа што ние го имаме во себе како знаење. Тоа кажува дека начинот на кој што се учи е многу важен методот кој што преку секојдневните активности на учениците ќе бидат подготвени за решавањето на нивните предизвици. Од тој аспект, вие денес многу подобро детето ќе разбере како работи срцето, како поминува крвотокот низ нашиот организам. Како да ја видам јас денес што било тоа Месопотамија, каде е тоа денес, како да ја видам Македонија денес од пред 2000 години. Вие денес со вештачката интелигенција можете да разговарате со Аристотел, ако некој тоа добро го подготви. Можете да разговарате со Гоце Делчев, ако тоа добро некој го подготви. Можете да направите многу моменти на кои што ќе ги приближите реалностите со кои што учениците, младите луѓе ќе се соочуваат. И мислам дека особено луѓето кои што се бават со таа тема, ние сега разговараме од педагошки аспект, јас зборувам од тоа колку ние треба да бидеме отворени за можностите кои што може да ни ги понуди. Па погледнете колку предизвици и проблеми се решаваат на лицата со посебни потреби на одредени деца кои што имаат секојдневни проблеми, колку таа дигитализација може да го подобри начинот на кој што тие ќе дојдат до учење, до читање, до разговор и така натаму. Да, разговараме од еден педагошки аспект, затоа и така сакам да го завршиме разговорот. Ве најавив како професор на Факултетот за образовни науки од УГД Штип. Кажете ми како факултетот се носи со овие теми, како вашите колеги, студенти се носат со ова што досега го зборувавме. Сигурно потенцијалот е голем, но дали некако се движиме во добра насока за да сите овие ресурси од вештачката интелигенција ги искористиме во наша предност? Моето мислење е дека универзитетите, факултетите се многу отворени за оваа тема и мислам дека ние имаме огромен потенцијал преку оваа тема да направиме поинаква трансформација на воспитно-образовниот систем. Но знаете, оваа тема е поврзана и со еден друг момент кој што всушност не е до нас, а тоа е инвестициите за оваа тема. Дигитализацијата всушност е еден момент од подобрувањето на процесот кој што чини многу пари.
И позадината на опремувањето за користењето на ресурсите, дигитализацијата, погледнете го ова студио за дигитализација. Замислете секој универзитет, секој факултет, секој училиште каква опрема треба да има од хардвер, од софтвер, од подготвени наставници, од работа на прирачници, од секојдневно истражување и спојување на основното, средното, високото образование за решавање на одредени предизвици. И мислам дека одредени факултети и универзитети во Македонија оваа тема ја третираат многу сериозно, има одлични експерти на оваа тема, препознаени на многу меѓународни места и можеби треба да се искористи тој потенцијал и да се направи некаков похармонизиран концепт во кој што денес одредени институции ќе имат подобра помош во начинот на кој што ова ќе се реализира. Бидејќи вие гледајте, јас доаѓам од факултет за наставници. И во Македонија има 3 универзитети, 4 факултети за образование на воспитувачи, на наставници, на предметни наставници. Но замислете колку е скромно поврзаноста денес со факултетите за информатика и со начинот на кој што ние имаме опрема за подготовка на сето ова на кое што разговараме. Да не зборуваме за мултидисциплинарните тимови, кои што кај нас се уште е тоа многу слаба култура на тимска работа, колку соработува еден педагог со еден информатичар, колку соработуваат генерално факултетите на одредени заеднички проекти. Така да таа тема е голем предизвик и мислам дека треба да се пристапи системски, но треба да бидат и факултетите многу по-проактивни во заедничката организација, во барањето на финансии од одредени меѓународни фондови, од спојување со бизнис компаниите, од спојување со локалните средини, бидејќи тие места се места заеднички кои што можат да решаваат одредени предизвици и проблеми. Професоре, ви благодарам што утрово ни дојдовте од Штип и покрај обврските кои што ги имате, предпоставам и пред стартот сега на новата академска година, да позборуваме на оваа важна тема. Кога станува збор за вештачката интелигенција, низината имплементација во образованието и во секојдневниот живот, работите навистина брзо се менуваат. Ви благодарам што од педагошки аспект прифативте малку да поразговараме на оваа тема, како сите се снаоѓаме и што можеме да очекуваме во иднина, кои се незините предности. Дефинитивно да, мислам дека ние како генерација треба да бидеме, можеби онаа генерација која што треба да биде многу поотворена кон она кој што представува нов предизвик и да создадеме подобра платформа за она кој што треба да биде иднина на многу подобар македонски образовен систем. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам на поканата.